Регулаторната комисија за домување како ново регулаторно тело работи со основна функција да го регулира стопанисувањето со заедничките простории и одржувањето на колективните стамбени згради. Според Илија Китановски, член на регулаторната комисија за домување, ова тело представува една нова стопанска дејност во Македонија. Па вака, регулаторната комисија за домување е формирана со одлука на Собранието на Република Македонија, но претходно во 2009 година е донесен законот за домување, новиот закон за домување, во кој што е предвидено да се формира и посебно регулаторно тело, независно регулаторно тело, што ќе регулира еден нов домен, еден нов пазар, една нова стопанска дејност во Република Македонија, тоа е управување со заедничките простори во колективните стамбени згради. Според Китановски, новиот закон за домување е донесен во 2009 година, а од 2011 регулаторната комисија за домување функционира како посебно тело. Тој истакна дека станарите се должни да ги почитуваат обврските од законот за домување. Според законот генерално обврските на сите станари се да ги почитуваат одредбите од законот кои што се прилично прецизни и генерализирани така во законот, но главните обврски за станарите, за собствениците на индивидуални стамбени единици, произлегуваат од договорот што ќе го склучат со управителот. Значи тоа се повеќето обврски, нивни главните обврски се облигациони односи кои што самите ги потпишувајќи договор со управителот и обврзувајќи се во тој договор кои обврски ги имаат тие. Обврските не произлегуваат само од законот, туку и од договорот што станарите ќе го склучат со лиценцираниот управител, од кој произлегуваат права и обврски не само за управителот, туку и за собствениците на становите. Според него, во моментов во Македонија најзастапена форма е управување преку лиценцирани управители, која во наредниот период се очекува да стане уште подоминантна.